Екипата на Вардар дојде до третата победа поред во првенството на Република Македонија. Во четвртото коло шампионот убедливо ја совлада Брегалница со 5:1. Бразилецот Боарето и црногорците Којашевик и Мијушковик ја донеса оваа победа со голема разлика за делба на првата позиција на табелата пред паузата која следува поради репрезентативните обврски. Вардарци дојдоа до водство практично после првиот директен удар кон голот на Брегалница во 14-тата минута. Брдаровски од десната страна ја почна акцијата која преку Глигоров и Којашевик се пренесе на левата страна. Таму Боарето го проигра Лјамчевски, овој врати до Којашевик кој што му асистираше на Боарето, а бразилецот со одмерен удар по земја стрелаше во левиот агол. Само 2 минути подоцна одново од средината Глигоров го пронеде Којашевик, а од левата страна црногорецот додаде до Боарето, кој беше осамен на околу 22 метри. Шутираше силно и прецизно повторно во долниот лев агол од голот на Кобетик и водство од 2:0 на Вардар. Во 29-та минута Боарето можеше да го постигне својот трет гол на овој натпревар, меѓутоа неговиот силен удар го одбрани Кобетик. Во 33-та минута по додавањето од Спировски, одново бразилецот во дресот на Вардар во прилика, меѓутоа Петров стигна во последен миг да избие во корнер. По една добра акција само минута подоцна Брегалница се закани, меѓутоа одлично Мијушковик реагираше пред Иван Митров да шутира по голот на Вардар. И во 38-та минута од мечот Брегалница успеа да намали. Акцијата тргна од десната страна, па се префрли на левата и потоа на средината со мали проигрувања. За на крај топката среќно да стигне до Велино, кој што погоди во мрежата на Гачевски. Веднаш потоа нова закана за Брегалница. Прво по опасноста од десната страна, расчисти од браната на Вардар, а потоа шутираше Мирослав Јовановски, само крај голот на Вардар. Во 43-та минута Фелипе од слободен удар силно се обиде, но Кобетич успеа да извие во поле. Пред крајот на првото полувреме црвено-црните ја вратија разликата од 2 гола во своја корист. Акцијата ја почна Спировски кој што додаде до Брдаровски. Овој се проби по десната страна минувајќи двајца противнички играчи. Центрираше силно по земја, а на вториот директ Којашевич во налет шутираше силно во мрежата на Брегалница за водство 3:1. На стартот на второто полувреме се заканија гостите од Штип. Најпрво Грнчаров го изблокира ударот на Здравков, а потоа топката стигна до Коцев, кој што шутираше во рамките од голот. Меѓутоа Гачевски одлично се снајде и во пат со нозе успеа да расчисти опасноста и да не дозволи нова радост на штипјани. Во 58-та минута шанса за шампионот да ја зголеми разликата како предвестник на голот кој што ќе се случи минута подоцна. Во 59-та минута беше изведен корнер од левата страна, а топката стигна на десната страна до Спировски кој нафрли. Грнчаров со глава само го пронеде осамениот Мијушковиќ, а вториот црногорски интернационалец лесно погоди во мрежата. И од оваа акција можеше да произлезе нов гол на Боарето, но бразилецот се најде во офсајд. Во 63-та минута во шанса се најде и Никола Глигоров, кој што 20 метри шутираше само крај голот. Меѓутоа во 70-та минута конечно хет-трик на Боарето. Откако самиот украде една топка од одбраната, таа стигна до Фелипе кој што одлично го пронеде својот сонародник, а овој шутираше од 20 на метри прецизно во мрежата на Кобетич за водство од 5:1. Две минути подоцна нова шанса за Вардар преку Глигоров, но неговиот обид оди за малку крај голот. На 5 минути пред крајот Боарето во идеална прилика да зголеми на 6:1 и да го постигне својот четврти гол, но откако мина двајца противнички играчи шутираше, а Кобетич одлично му го одбрани ударот. На крајот дојде и последниот свиреж на судијата после заслужената победа на шампионот. Сега следува пауза во првенството кое продолжува на 11 септември со меч против Македонија Ѓорче Петров на гости.